Добар ден на сите. Денеска прв учебен ден овде во село Уминдол, во основно училиште Карпош. Во оваа прилика сакам најпрвен да посакам успешна учебна 2025-2026 година на сите ученици, а особено на првачињата во ова училиште. Зошто овде? Затоа што сакаме од тука да испратиме порака за поддршка на сите родители и на сите ученици кои што тргнуваат на училиште, особено во малите училишта кои што се лоцирани во селата. Дека ние ќе продолжиме да работиме во соработка со Министерството за образование и наука за подобрување на работните услови во училиштата, а апел до родителите да се задржат тука каде што се, да продолжиме заедно да создаваме и твориме и за Македонија и за нашиот град. Ова учебна година во општина Куманово тргнуваат во прво оделение 904 ученици во сите училишта на територија на нашиот град, 60 ученици помалку од минатата година. Мора како народ да бидеме свесни дека бројката во континуитет опаѓа. Доколку сакаме да ја задржиме Македонија, првенствено треба не само што да бидеме посветени на наталитетот, туку посветени и на самата држава. Политичарите не можат сами. Тие мора да заедно со граѓаните да продолжат да работат на сите полиња, а владата час поскоро да изготви стратегија со која што ќе се справиме за жал со морталитетот кој што постои, но и огромниот број на иселувањата во континуитет во последните 30 години. Ова училиште во минатото памти многу поубави денови, кога се запишувале во прво оделение и над 30 и 40 ученици, зборувам за некои времења пред 30 на година, кога многу биле полоши услови за учење овде, што значи не само условите, туку првенствено огромната разлика и функционалноста на системите кои што постојат надвор и во државата. Час поскоро да изградиме подобар систем, за да видиме посретни луѓе и посретни деца. Она што го видов денеска овде, особено со првооделенците, беше восхитувачки. Давам поддршка на родителите и ние како локална самоуправа стоиме на располагање од сите аспекти да дадеме свој допринос во сите делови на секојдневното функционирање на секој граѓанин во државата во рамките на своите можности. Но не секогаш подобрите услови значат и поголем наталитет. Така да сепак ќе потенцирам дека потребна е една стратегија со која што ќе мора да излеземе од оваа криза со која што реално не само ние како Македонија, туку и сите држави во опкружувањето се соочуваат.